Оставени од најблиските, заборавени од државата, препуштени сами на себе и на ужасната животна судбина, 4-членото семејство Кулески од Прилепско Штавица го крпи животот во секојдневна битка за голо преживување. Марта Кулеска, која пред 15 години дошла од Албанија за да формира семејство со Гоце во неговото родно село, освен што се грижи за нивните две ќерки, 13-годишната Ангела и 10-годишната Елена, се грижи и за 30-тината овци, кои ги напасува по селските ливади. Куќата во која живеат и буквално им се распаѓа, а во неа немаат апсолутно ништо, дури ни кревети. Ништо немам. Ни крана, ни улишта за децата, ни ништо немам. Нема. Ни компјутер, ни телевизор ме глед, ни ништо. Ни фриждер ме работ. Да се разпаѓаме на скрос, секој ќе врни, се кап натре. Вода. Треба, ма. Тешко, значи, не се Тешко. Иако веќе деценија и пол Марта живее во Македонија, таа се уште нема лични документи. Заробена во дивите Мариовски предели, без никаков контакт со своите во Албанија, оваа жена, која очигледно има и евидентна интелектуална ограниченост, без никаков отпор се препуштила на животната сурова стихија. Ништо немам, ни документи, ни пашуш, ни ништо немам. Од кога ти речем, сека мрат детето, Ангелан, таму. До тогаш поче нека мод. Нездравата средина во која растат, без никаква помош од институциите, полека ги уништува и двете малолетни девојчиња. Облечени во стара и валкана облека, без никаква хигиена и без соодветна родителска грижа, тие дури се плашат и да комуницираат со надворешниот свет. Срамежливо признаваат дека од време на време помош во храна и облека добивале од некои од своите наставнички од училиштето каде учат, во соседното село Лагово. Ова семејство не е примател на социјална помош. Единствениот приход им се скромните примања на таткото Гоце, кој работи како овчар. Марта вели дека и од соселаните немала ниту помош, ниту пак разбирање. Се пожали дека селските говеда често пати им ги уништувале и насадите со зеленчук во бавчата во дворот, па така останувале и без храна. Иако овој случај му е познат на Центарот за социјални работи уште од пред 13 години, кога во семејството се случи невидената трагедија и им изгоре 3-месечната второродена ќерка Билјана, сепак оттаму ни рекоа дека дури сега, односно во наредниве денови, ќе го посетеле семејството за да проверат дали и што му следувало од државата. Инаку, непоследно по трагедијата, со 3-месечното бебе, тогашната локална власт презеде одредени мерки за да му помогне на семејството. Но од тогаш до сега работите не само што не се подобрени, туку и многу повеќе се влошени, што ќе рече дека без конкретна институционална и стручна помош иднината на ова семејство е крајно загрижувачка.